застанавме кај Джес Бејли, американскиот амбасадор во Република Македонија, со кој имавме сериозни проблеми како држава во изминатиот период и човекот кој е креатор на целата криза во од денешна дистанца можеме слободно да заклучиме дека тој е креатор на целата криза во која се одвиваше во Република Македонија и човекот кој поттекнува од тоа така наречено или сега популарно наречено Deep State од Вашингтон. Кој е историјатот на Бејли во кратки црти? Додека Хил и Рикер беа на должност во Македонија, нивниот колега Бејли ги иследуваше приликите на следното жариште, кој треба да биде спроводникот за прелевање на кризата од Северна Африка преку Блискиот Исток кон Балканот и Европа. Джес Бејли работеше околу Турција. Джес Бејли е дипломат кој има за задача да така да речеме, да одвратува земји кои застраниле евентуално од патот кој треба да кореспондира со патот на американскиот интерес и пред се да отстранува влади кои си го гледаат собствениот интерес, а истиот доколку не кореспондира со американскиот интерес во дадениот момент. Во 1998 година за прв пат Бејли е испратен во американската амбасада во Турција. Од 2007 година Бејли бил американски представник на курдскиот северен регион во Ирак, каде, според извештаите, имал добра соработка со курдите. Овој регион подоцна бидува закана за Турција. Во 2010 година Джес Бејли модерира во преговорите помеѓу Грција и Турција околу кипарското прашање, или што би се рекло, Бејли бил вклучен во најосетливите прашања кои се однесуваат за Турција. За на крај во 2011 година да биде испратен во Анкара како човек оценка во американската амбасада. Најголемата активност на Бејли во Турција се одвива во периодот токму на затоплување на односите помеѓу Анкара и Москва. Зенитот на овие добри односи беше турскиот тек на чија траса се наоѓаше и Република Македонија. Во моментот на подпишување на договорот за турски тек и ракувањето на Ердоган со Путин во Истанбул започна протестите на Таксим. Претходниот проект така наречен Јужен тек, во кој беше планирано гасоводот да се движи под Црното море, избивајќи во Бугарија да продолжи кон Европа, беше прекинат заради негативниот став на САД по ова прашање и притисокот кој беше извршен врз властите во Бугарија. Тогаш ако ви текнува во Софија започна да се самозапалуваат луѓе по плоштади заради отсуство на демократија, ставено така во наводници, нели? Откако беше прекинат проектот, исчезна и само жртвата на демонстрантите, едноставно демократијата пристигна преку ноќ. Во мај 2015 година турскиот министер за енергетика и природни ресурси Танер Йилдиз дава изјава дека турски тек е од национален интерес и дека Турција без оглед на ставовите на НАТО и ЕУ ќе влезе целосно во овој проект. По ваквите изјави Турција доби сигнали дека постојат тенденции милионското курдско население во Анадолија да се фати организирано за оружје со логистика од курдскиот регион во Ирак, каде пак како што кажав претходно престојувал или бил присутен Бејли. Преку ноќ националниот интерес за енергетска сигурност прерасна во национален интерес за зачувување на унитарноста на државата. Логично, Ердоган се откажа од турскиот тек и се заладија односите со Русија до степен турската армија да урне руски воен авион. По успешното одвратување на Турција, Бејли повеќе немаше корист од курдите и така да кажеме ги препушти на Путин. Под американски чадор ги стави борците на ИСИЛ, бидејќи денеска тоа се повеќе излегува на виделина дека тие биле ставени под американска капа, кој пак ги нудеше за некаков транспорт на нафта и компензација. Во меѓувреме пак дојде до судир помеѓу курдите и ИСИЛ и повторно гледавме прокси војна која водеа САД и Русија помеѓу два народа или две организации. Интересите на САД во југоисточна Европа започна да ги загрозува и Кина,
која со своите најповолни кредити сака да влезе на голема врата на Балканот. Купувајќи пристаништа на Белото море, неопходно е Кина да размислува за инфраструктурата на север за да бидат исплатливи нели тие пристаништа. Па така покрај железницата Солун-Скопје и коридорот 10 во некои кругови воскресна и идејата за Вардарска долина. Остварувањето на ваков проект и надградувањето на веќе постоечкото би значило целосна економска независност на регионот, барем независност од моменталните сили. Во овој момент Соединетите Американски држави немаат директно влијание на ниту една точка од коридорот 10, кој пак представува крвоток на целиот Балкански полуостров. Но во исцртаните мапи на Голема Албанија се вклучени Прешево и Бујановац од Јужна Србија и Кумановско од Република Македонија. Овие области немаат апсолутно никакви ресурси за кои некој воопшто би се борел, но тука минува коридорот 10 и тоа е единствената точка каде што САД би можеле во иднина да имаат директно влијание. На истата точка во иднина би можеле да го пресечат било кој проект или да го диктираат неговото спроведување или да едноставно да не дозволат поврзување на Балканот со континентална Европа. И покрај тоа што изгледаат како две различни прашања, независни едно од друго, проблемот кој Република Грција го има со уставното име на Република Македонија и проектот така наречен Голема Албанија се врзани прашања зависно едно од друго и САД така и ги третира. На меѓународната заедница е јасно дека македонците никогаш нема да потпишат промена на своето име и идентитет како би создале од својата земја Швајцарија на Балканите или во балкански манир тоа би било ничија земја. Бејли и неговите работодавци, имајќи в предвид дека легитимна власт нема да потпише промена на името, спроведуваат стратегија тој потпис да го стави марионетска власт, што сега го гледаме во лицето на СДСМ и во лицето на Зоран Заев. За жал, ова е пишувано уште од пред 2 години. САД се обидува во Македонија да ги врати политичарите од 90-тите години, нешто што го гледаме сега во овој момент и на крајот можеме слободно да заклучиме дека во играта на Балканот поводот е албанското прашање. Албанците се пешадијата во таа игра, Грција има некаква улога на артилерија, додека Македонија е клучот. Може би изгледа тенденциозно, но кога ќе трне лавината од Македонија, таа ќе се прелее во низ целиот регион. Тоа е едноставно политиката која ја спроведуваат големите сили на Балканот и политика кон која ние треба да се прилагодиме и да знаеме заедно да играме со големите сили, што истото нели би било во наш интерес.